Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Анвар Ал-Авлаки, голема фигура на Ал-Каида и многу харизматична личност, е убиен во Јемен. Авлаки беше баран и од Јемен и од САД, а во продолжение ќе ви кажеме зошто и кои биле околностите на неговото убиство. Во моментов не е јасно која извел операцијата, но сите се согласни дека радикалниот свештеник со американско државјанство е убиен во Јемен рано денеска. Кој е Авлаки? Многу се знае за него, меѓу другото дека станал проминентна фигура во Ал-Каида, поврзан со јеменскиот огранок на терористичката група, наречен Ал-Каида на арапскиот полуостров. Авлаки бил роден во Ново Мексико, во САД, во 1971 и покрај американското потекло, тој станал вокален критичар на Америка и мотивирал други да вршат насилство против американските интереси. Толку бил радикализиран што во говор во 2010 на муслиманите им го поставил прашањето «Ние или тие?». Многу повеќе за него ќе најдете на нашата веб страница. А ние одиме на другите вести. Американскиот армиски генерал Мартин Демси денеска ќе даде заклетва како нов командант на Сдружениот генералштаб. Председателот Барак Обама ќе присуствува на свеченоста кога 37-годишниот ветеран ќе стане првиот униформиран офицер, заменувајќи го адмиралот Майк Мулен кој заминува во пензија. Милиони карго контейнери од цел свет влегуваат во американски пристаништа секоја година. Заканата по националната безбедност во последнава деценија е зголемена, а со тоа и обезбедувањето. Всушност, обезбедувањето стана голем бизнес. За тоа ќе зборуваме во следниот прилог. Денеска безбедноста на пристаништата во САД е голем приоритет. Пред 10 години не беше така. Џон Холмс е од пристаништето на Лос Анџелес. Немаше ни огради, ни светла, ниту пак знаци. Тоа беше отворена атмосфера каде фокусот беше на протек на товарот. Од 11 септември 2001 се е променето. Пристаништата стана потенцијални мети. Секој контейнер се прегледува. Се што доаѓа од брод минува низ апарат за откривање на радијација. Обезбедувањето патролира нон-стоп. Во употреба се високотехнолошки направи за откривање бомби и хемиско и биолошко оружје. Неколку мили подалеку, Майкл Макмулен од пристаништето Лонг Бич, второто најголемо пристаниште во земјата, објаснува како аналитичарите следат се од оваа соба. Најголем дел од обезбедувањето денес е виртуелно. Макмулен вели дека има подводни сонарни сензори, високотехнолошки радари, кои откриваат брод на далечина од 11 километри од пристаништето и стотици камери. Вообичаена пракса е пристаништата во светот да споделуваат информации и технологија. Пристаништата насекаде се ранливи, како што покажа примерот на терористичките напади во Мумбај, Индија, во 2008, каде нападите дојдоа од вода. Технолошки конференции, каде се промовираат системи за скенирање на карго, се редовна појава. Криг Крафорд со 3D Image Tech се обидува да најде купувачи за машина што конвертира видео од 2D во 3D, зашто вели тоа дава длабочина, детали и кој деактивирањето на бомба од далечина го споредува со високотехнолошка хируршка процедура. Майкл Макмулен од Лонг Бич вели дека во наредниве 2 години очекува 3D технологијата да биде нормална компонента на пристаништата, зашто дава многу предности во ова време на потреба од поголемо обезбедување. Играта е важна за менталниот и социјалниот развој на децата, но некои деца немаат многу шанси да играат надвор, зашто или нема детски игралишта и паркови, или пак ги има, но не се безбедни од различни причини. Група наречена Кабум сака да го промени тоа. Еве како. 200 доброволци работат од рано во денот на ова место во сиромашна населба во Вашингтон. Поголем дел од нив се навивачи на хокеј тимот на Вашингтон Capitals, кој го гради игралиштето во партнерство со Кабум. Еван Минат е менаџер на проектот.
Градиме игралиште за деца за 6 часа. Секогаш е забавно, некои велат невозможно е. Тешко е да се замисли, но навистина е убаво кога ќе видите се на место, подготвено за употреба. Кабум е непрофитна организација што работи со локални бизниси и организации. Од првиот проект пред 15 на години до денес групата изградила над 2000 игралишта во целата земја. Нашата цел и визија е секое дете да има безбедно игралиште до кое може да се оди пешки. Пред 2 месеци деца од соседството учествуваа во дизајнирање на игралиште какво што би сакале да имаат. Елементи од нивните цртежи се инкорпорирани во конечниот дизајн. Ladies and gentlemen, please direct your attention over towards the swings. Одбраната на Вашингтон Capitals, Майк Грин и водител на локално радио Елиот Сигал помогнале во собирањето пари за игралиштето. Одиме според моите поени во сезоната. Колку гола ќе добијам, толку пари давам. Елиот потоа дава уште толку. Има многу локални entiteti кои даваат пари за оваа кауза. Даниел Маршал од Кабум објаснува дека групата не работи само во американски градови. Имаме луѓе кои градат во Непал, Јужна Африка, во Мексико и Порто Рико, градат специфично користејќи ги нашите ресурси и планови на интернет. Веднаш штом се завршува еден проект, се почнува друг. Но меѓу двете, секогаш има забава. Кабум сака да ги види лицата на оние за кои игралиштата се наменети срекни. Азиски краб, вид риба донесена од Кина пред неколку децении, создава проблеми во Соединетите Американски држави или уште поконкретно во Илиноис. Нивната популација практично ги задушува другите риби. Властите нудат решенија. Јадете ги. Нема ограничување на риболовот, а се решаваат и други проблеми. Гладта кај локалното население и невработеноста. Навистина, гледајте во понеделник во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А тоа е и се за оваа недела. До понеделник, кога повторно ве чекаме овде, појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com за повеќе информации. До гледање.